Дечки, мислам дека е време да почнуваме среќа, кај да бараме среќата, како да дојдеме до среќа, нешто кое што секој од нас го сака. Едноставно е, дечки, јас кога сум на овој лайф, дити лушај мурати. И кога сум со клиентите, и кога работам со клиентите, секако и многу други моменти има во живот кога сте срекни, но ќе објаснам денеска нешто. Фала ти Зоран, Елена Арсови, ќе објаснам нешто кое што од еден друг аспект сме збориле многу за среќа. Една работа за која што сме кажали, која што сме ја спомнале, е следново нешто. Само момент. Во суштина сакам да ви прочитам нешто кое што е од една многу убава книга, се вика Самоанализа од Хабард. Со што сум спомнал за таа книга, тоа е книгата за скалата на емоции, фактички имате многу податоци како да ги препознавате луѓето по оваа скала на емоции, но исто така има многу убави вежби како човекот да биде среќен, како да дојде до ниво на среќа кое што е многу високо. И тоа е оваа книга. Имате многу убави вежби кои што ви помагаат да едноставно се кренете на многу висока емоција. Но од оваа книга сакам да прочитам само една интересен дел. Вика, значи, среќата би можела да се дефинира како совладување на препреки кон некоја посакувана цел. Секоја посакувана цел, ако се испита одблиску, ќе се открие дека е цел да се опстане. Гледате, у една реченица има многу работи, вика, значи, среќата би можела да се дефинира како совладување на препреки кон некоја посакувана цел. Секоја посакувана цел, ако се испита одблизу, ќе се открие дека е цел да се опстане. Имаме цел да опстанеме, така? И ако ја дојдеме до таа цел и го подобриме опстанокот, дефинитивно сме срекни. Вика, премногу болка го спречува организмот да опстане. Апсолутно. Ако не се случи физичка болка, сте виле некојаш да ве боли стомак или да ве боли рака, може да бидете срекни поретко, така, затоа што или не знам, стомакот некојаш ќе ме боли, колку и да сакам да сум среќен, не можам поради тоа што болката ме носи надоле на страна од среќата. Вика, премногу препреки меѓу организмот и опстанокот значи неопстанување. Премногу препреки меѓу организмот и опстанокот значи неопстанување. Така човек открива дека умот е ангажиран со пресметување или изнаоѓање начини и средства за избегнување болка и посегање по задоволство и спроведување на решенија. И ова е се што прави умот. Гледайте, у суштина, ако се свртиме на ова нешто кое што сум го нацртал тука. Значи, помеѓу нас, како организма, имаме цел. И вика, секоја цел е цел за опстанок. Така, ние немаме цел која што е деструктивна цел за неопстанок. Не, ние имаме цел која што е цел за опстанок. И помеѓу нас и целта има препреки. Нормално е. И сега, кој е податокот? Вели, надминување на препреки кон посакувана цел, која што е цел за опстанок, е фактички среќа. Е сега, умот вели е ангажиран со наоѓање на решенија за да се надминат сите тие препреки, за да се дојде до целта. Секако дека решенијата ќе не донесат во насока на освојување на целта. Колку повеќе решенија спроведуваме, толку поблиску доаѓаме до целта. Дали ни треба храброст да тргнеме? Да. За ова сум зборувал, имавме многу лајвови на оваа тема. Ни треба храброст да тргнеме кон целта? Да. Што друго ни треба? Ни треба волност да ризикуваме, затоа што можеме ли целта да не ја оствариме? Да. Дали ако тргнеме во оваа сфера да ја оствариме целта, стануваме ранливи? Да. Зашто сме ранливи? Поради тоа што имаме цел. Поради тоа што сакаме да дојдеме до тој дел. Но, дали ова е зоната каде што живееме? Да. Овдека е зоната за живот. Дали кога ќе тргнеме да ги надминеме овие препреки за да дојдеме до целта која што е поврзана со опстанок? Знаете? Целта е поврзана со опстанок. И колку решение наоѓаме за да стигнеме и да постигнеме целта поврзана со опстанок, тогаш ние самите се чувствуваме среќни. Без разлика на што и да е тоа. Гледате, може би е подобро работно место. Може би е цел да, не знам, на маж и жена се рода дечиња затоа што е опстанок, така. Може е поврзано со купување на дом, што е било цел. Опстанок и среќа. Многу често луѓето забораваат дека мора да постават цел
и да тргнат да дојдат до таа цел, за да дојде до тој феномен еден човек да биде среќен. Но денеска ќе зборам, ова сум го спомнал многу често, но ќе спомнам зошто некојаш луѓето не тргаат да ја освојат целта и зошто некојаш не сакаат да се впуштат во тој ризик, наречен играта на животот, затоа што во играта на животот имаш цели, така, имаш мотиви, сакаш нешто да направиш, а многу често имаме страв. И гледате, тој страв доаѓа од тој реактивен ум, за кој што сме збореле толку често. Така, реактивниот ум е умот кој што е создаден од болка. Целата болка, болните емоции, физичките болки се снимени во тој реактивен ум. И у суштина, колку повеќе го имаме реактивен ум, помалку имаме желба да тргнеме кон уште една цел. Ако сте виделе човек кој што е разочаран, човек кој што има многу болка, без разлика не е дел од животот и постоењето, поради тоа што прво не е ни фокусиран на некоја цел, не е ни во сегашниот момент, едноставно со вниманието и со мислите повлечен некаде назад и таму не може да ја почувствува среќата, поради тоа што не е во сегашноста, не е во моментот на сега. Така, но што се случува? Ако ние тргнеме и ако тргнеме да ја постигнеме целта и најдеме решение поврзани со обстанокот, така, можеме да имаме страв на почетокот. Зошто? Поради тоа што имаме некаква неизвестност. Океј, ако тргнеме натаму, дал можно да не успееме, можно да не успееме, сега, решенијата кои што човекот ги добива, односно ги знаоѓа за да ги надмине препреките за да дојде до целта, едноставно му го подобруваат неговиот ум, затоа што умот тоа му е целта и човекот стекнува сигурност и самодоверба како ги надминува сите овие препреки и доаѓа до целта. Но денеска ќе ви зборам нешто многу интересно. И рековме дека човекот кога иде кон целта, кога едноставно трга да го освои тој простор и да ја совлада таа цел, она што се случува е човекот почнува да живее и човекот почнува да доминира врз физичкиот универзум. Така, затоа што едноставно има доминација врз тој универзум. Што сакаме да направиме? Човекот сака, и тоа баш го пишува во оваа книга, во самоанализата, и дека е целта е да го освоиме тој физички универзум. И ако човекот го освојува физичкиот универзум, како го освојува? Преку решенија, преку остварување на цели. И на тој начин тој ја добива таа среќа. Моje искуство, сега ќе ви кажем една работа, кога најлесно сум тргнал и кога најлесно сум ја контролирал околината која што е околу мене. Кога сум превземал одговорност да го освојам тој простор кој што е помеѓу мене и целта. Ама тој простор кој што е помеѓу мене и целта е полн со препреки. Сакам да ви дадам само едно мое видување кое што мислам дека ќе ви помогне на вас како полесно да тргнете, зашто многу често луѓето имаат страв да тргнат да освојат некој простор. И тие ќе тргнат да освојат некој простор. Можеби целта е да се земат со некоја девојка, или можеби целта е да сменат работно место, или што и да е нивната цел. И одеднаш имаат воздржување, имаат страв. И тој страв не им дозволува да тргнат да ја реализираат замислата која што ја имаат. Но, што би се случило кога ќе тргнеме со идеја дека остварувајќи таа цел, која што сме си ја зацртале, ние му помагаме на некој човек? Ќе ви зборам за мене и за мојот живот. Од секогаш сум бил мотивиран, затоа и сакав да станам доктор. Сакав да станам доктор затоа што сакав да им помагам на другите луѓе. Секако во 3-та година на медицина знаете дека она што се случи е дека во суштина го сменив мојот план, не само да помагам, да кажеме, на телата, него сакав да помагам на умот и на душата, и помагајќи на умот и на душата, у суштина се пронајдов дека тоа сум јас, дека тоа е мојата цел. Секако беше генерирано од помош. Но што е поентата на овој лайф и каде ја наоѓам мојата среќа? Мојата среќа јас ја наоѓам во остварување на целта. Секако, мојата цел е да помогнам на што поголем број на
на луѓе, така? Еве, моментално сме 350 на луѓе овдека, сакам да помогнам. Помагам преку овие лајвови, помагаме кога имаме консултации во живо, помагаме преку различни начини како човекот да го тргне тој реактивен ум и така натаму. Значи имаме начини како можеме да помогнеме човекот да се чувствува среќен, да се чувствува поубаво, да се чувствува растеретен од минатото и така натаму. И тоа е мојата цел. Да помогнам на луѓето. Кога сум сватил дека сум мотивиран да тргнам од целта да помогнам на луѓето, гледате, сум сватил дека имам многу поголема храброст, сигурност и самодоверба. Зошто? Поради тоа што мислам дека идејата да помогнам на некого е многу важна идеја. Дека таа идеја е многу благородна идеја. И кога човекот трга да помогне, не знам дали вас ви се случило, сакам да ми ставите коментари ако мислите дека ова е вистина за вас, дека ја кога сум тргнал со идејата да помогнам, секогаш сум знаел, сум едноставно, затоа што сум сакал да дојдам до таа реализација на таа цел. Гледам некој човек дека е во болка или гледам дека човек има негативни мисли. Океј, сакам да му помогнам. Моето сакање да му помогнам на него ми ги надминува сите препреки кои што може да ми се јават на патот, затоа што јас го имам или идам со тоа чувство дека сакам да помогнам. И како уствари вие ја контролирате целата таа ситуација? Видите, се додека помагате, сакате да остварите некоја цел со која што на некој човек ќе му помогнете, она што се случува, почнувате да го освојувате тој простор, затоа што уствари идејата идеме да помогнеме, така? Затоа и нашето здружение се вика Помагам. Затоа што мислам дека е клучот на се, затоа што кога тргнате, кога ќе одите да помогнете, тогаш знаете. Дали ви се случило дека ако одлучите да му помогнете на некого, тогаш сваќаш дека уствари знаеш? Океј, јас сакам на некого да му помогнам, не ми се вклучува мојата реактивен ум кој што ќе ме спречи. Ми се вклучува ако не тргнам со идеја да помогнам. Ама не ми се вклучува мојот реактивен ум да ме спречи да тргнам кон животот и постоењето, ако тргнам со идеја сакам да му помогнам на некој човек. Затоа што ако тргнам да помогнам на некого, кај мене се развива чувство на компетентност, се развива чувство дека знам што правам, се развива чувство на одговорност, почнувам да имам контрола. Сето тоа ми се јавува кај мене у моментот кога ќе сакам да помогнам. Само човекот треба да реши да помага на поголем број на луѓе. Гледате што е проблемот. Мислам дека човекот не решил да помага на поголем број на луѓе, на поголем број на организации, на општеството. Ако тргнеме со идеја дека треба да помогнеме на некого, ние ја доминираме таа сфера. Ние ја контролираме таа околина. Која околина контролираме? Таа на која што и помагаме. Околината на која што и помагаш не може да ти наштети на тебе. Секоја околина на која што ќе тргнеш да и помогнеш, не може да ти наштети. Нема шанси, дечки. Единствениот спас за да не настрадате од нешто е само тргнете да му помогнете на тоа нешто. И тоа нешто нема да ве повреди. Сем ако човекот има проблем да му биде помогнато. Зборевме за тие ситуации. Така, имавме луѓе кои што не можат да им биде помогнато, не ќат помош. Но тука има проблем. Но гледайте, ако трнеме со насока на тоа дека помагаме, тогаш секако дека ќе го освоиме овој простор, затоа што сме трнале со идеја за помош. Идејата дека тргам со идеја да помогнам е многу моќна идеја како почетна позиција. Зошто? Поради тоа што ако не тргнеш со идеја за помош, почнуваш да имаш размислувања, сомнежи, треба ли, не знаеш дал си сигурен во себе, дал знам како ова да го направам. И у моментот кога речем, окей, сакам да му помогнам на некого, ја веќе знам. Помошта е феноменална идеја, помошта е феноменален пристап на некои работи. Замислете, сакате да помогнете на зградата, сакате да помогнете на станарите, викаш, окей, идам да помогнам на нештото. Дал ќе се најдат некои чудни луѓе што ќе речат да бе шо глупости правиш, ти ова го правиш за лична корист, ти ова затоа што сакаш да направиш пари. Тие се малкумина. Веруете ми. Ама ако вие тргнете со идеја да помогнете, ќе освоите таа околина.
ќе го освоите тој простор, ќе го освоите тој дел, ќе го освоите физичкиот универзум. Само со идеја да помагате. И нема да си дозволите да се повлечете од тоа. Кога луѓето се повлекуваат од просторот, кога мислат дека не помогнале. Сакав да помогнам, не бе батали, не ќе да помогнам. Бе, што не пипај тука? Шо има јас да помагам сега? Како да не ќе му помогнам на некој? Бум, ќе се повлече. Видите, помошта е многу интересна работа, поради тоа што не тера да добиеме во нас веднаш знаење, да добиеме сигурност, да добиеме самодоверба, да добиеме храброст, да добиеме одговорност, да добиеме контрола. Сето тоа го имате кога поаѓате со идеја дека треба да помогнете. У истиот момент. Дали има и луѓе кои што мислат дека не може да им биде помогнато? Да. Сакам да ви помогнам, да ви прочитам еден цитат исто од Хабард кој што го најдов, многу интересен, он многу збори за оваа тема помош. Вика, еден човек е жив доколку може да помогне и доколку може на самиот него да му биде помогнато. Ако може да го направи ова, тој е жив. А тој е мртов кога веќе не може на ништо да помогне и ништо не може нему да помогне. Ете, човекот е жив доколку може да помогне и да му биде помогнато. Ама, уствари, прекинуваме со животот колку помалку сакаме да помагаме и колку помалку примаме помош од некого. Зошто? Затоа што животот се сведува на помош, дечки. Сето ова што е тука, во оваа насока, на имање на цел, на надминување на препреките, сето тоа го надминуваме со помош. Сака некој доктор да помогне на некого, мислите дека он ќе се плаши или ќе се повлече или нема да знае како да му помогне. Не. Ако сака да му помогне, ќе научи, ќе превземе одговорност и ќе дојде кај пациентот и едноставно ќе го реализира тоа. Зошто? Затоа што сака да помогне. Имате некој човек кој што многу сака да помага, ќе видите дека тој човек контролира. Како човекот почнува да не контролира, луѓето му викаат не помагај, ама бе будала ли си, не помагај толку, дај повлечи се, зашо цело време им помагаш ти на луѓето? Ти мајка Тереза ли си да помогнеш? Мајка Тереза, прекрасна помош, така? Човекот што помага на другите луѓе секогаш ќе се чувствува среќен. Со се, ако ние најдеме начин на било кој човек да му помогнеме, со било што, барем малку, ќе го зголемиме нивото на среќата. Каде да ја бараме среќата? Гледате, секако во целите. Но како да стигнеме до целта е? Преку помош. Преку идејата дека помагам на некого. Не заборавете дека помагате. Со самето ваше постоење помагате. Гледате, вие мене ми помагате. Со сите овие убави коментари ми помагате мене. Ја ви помагам на вас. Како знам дека ви помагам? Преку овие убави коментари. Едноставно. Убави коментари до мене, значи дека сум ви помогнал, јас сум среќен. Така, вие сте среќни поради тоа што го имате овој лајв и дека, не знам, ми ги сакате овие лајвови и така натаму, едноставно имаме размена на помош. И тоа не прави понеделник, среда и петок од 8:30 до 9:30 да биде среќен термин. Нели е среќен термин? За мене е среќен термин. Зошто? Затоа што знам дека помагам. И зашто нема да го напуштам тој термин? Затоа што знам дека помагам. Имам еден куп луѓе после лајвовите и секој ден кои што ми пишуваат и сум ви благодарен. Приватни пораки ми пишувате, еден куп пораки, колку ви помагам со лајвовите и колку ви помагам со советите и колку помагам. И тоа е целиот начин како ја едноставно сум одлучил да му пристапат на било кој проблем. Се додека имате ситуација каде што мислите дека не помагате, нема да бидете среќни. Мора да сватите дека помагате со се. Мора да сватите дека целата ваша дејност или едноставно бебенце кога ќе се насмее, помага. Некој дете кога ќе ве гушне, помага. Нели? Едноставно сите помагаме. Преубава вечера ќе ви сготви сопругата, помага. Така, и го цениме сето тоа многу. Секој човек помага со нешто, но заборавил дека помага и заборавил дека може повеќе да помогне. И тоа е поентата на овој лајв. Дека секогаш сферата на помош
мора да ја зголемуваме. Зошто? Затоа што се додека помагаме, доминираме во просторот околу нас. Се додека знаеме дека помагаме, се додека имаме некоја цел, се додека во целта наша е вклопено помагањето, ние не можеме да не бидеме среќни. Нема шанса. Може би да станеме несреќни во моментот кога ќе мислиме дека не помагаме. Тогаш сме разочарани. Не сме помогнале на никого денеска. Така, или имаше еден убав цитат на социјалните медии, вика, ако некој не се чувства убаво, вика, помогни му на некој кој што се чувства поneубаво од тебе. Ако ти си у лоша состојба, вика, за да се чувстваш поубаво, помогни му на некој кој што е у бетар состојба од тебе. Едноставно помогни му. Треба да се најдат начини како да помогнеме. Само размислете, затоа што у моментот кога ќе тргнете да помагате, се враќа. Се. И сигурноста се враќа, и самодовербата се враќа, и контролата се враќа, и наоѓање на решение. Како човек нема да најде решение ако тргне да помогне? Може? Не. Не иде едно со друго. Дечки, секогаш ќе најдете решение за надминување на препреките во моментот кога ќе решите дека тргате за да помогнете на некого. Решенијата ги нема кога ќе се повлечете од тоа да помагате. Зошто? Па затоа што некојаш ќе не разочараат блиските. Затоа што некојаш ќе не разочара компанијата. Затоа што некој ќе не разочара шефот. Некои се разочарани од општеството, од што и да е. Се додека сме разочарани, што е разочараност? Викам, со други зборови, не ќе да помогнам. Океј. Имаше една идеја, мој пријател еден. Ми каже, Жарко, вика, помогни му на тој кој што те нервира најмногу, кој што неќеш да му помогнеш, сепак помогни му. И вика, ќе го сакаш уште повеќе. И беше во право. Беше во право. Не е лесно да се охрабриш да му помогнеш на тој што не ти се свиѓа. Може би и не ти се свиѓа затоа што не ти пуштал, не ти дозволил да му помогнеш. Така затоа што ние треба да помогнеме, ама исто така треба да ни биде дозволено да помогнеме. Фактички, кои се луѓето кои што ни прават проблеми во животот кои што не гледаат како помагаме. Знаете, имате луѓе кои што никогаш нема да видат како помагате. Ти помагаш на еден куп луѓе, он не те гледа дека помагаш на еден куп луѓе. Така? Тој е проблем. Тој е проблематичен човек. Така, ако не гледа дека ти помагаш, едноставно треба да ги отвори очите да види дека помагаш, затоа што многу често може да се соочите со ситуација каде што, не знам, сопругот не гледа дека сопругата помага. Или сопругата не гледа како сопругот помага. И поради тоа што не го пофалил, не го потврдил тоа, не му дала аплауз за тоа, човеков не сака веќе да помага. И однаш се чуди зашто не е толку среќен како што е. Може би затоа што некој допринел тој да не помага. Така. Детево сака да помага по дома, мајка му не помагај, а фатиш нешто, само белја правиш. Тргне ми се од кујната, детево сакало да помага. И после се чуди зашто детево не сака да помага, зашто детево е револтирано, зашто детево е љуто. Дечки, помошта, ќе прочитам на крај еден убав цитат за крај учел, ама помошта е многу важна и е огромен дел во среќата, но исто така и е огромен дел во освојување на универзумот пред нас и остварување на целите. Кој човек е повлечен? Тој кој што решил да не помага веќе или кој што мисли дека не помага веќе. Затоа што во даден момент кога јас се чувствувам неубаво, едно нешто што правам, почнам да ги читам вашите коментари за тоа колку сум ви помогнал. Зашто? За да се ја вратам мојата првична исправна позиција, а таа е да помагам. И колку повеќе помагам, толку помалку мислам како се чувствувам, што е многу важно. Колку повеќе помагам и знам дека сум помогнал, гледайте, ако ја знам дека сум помогнал и знам дека помагам, ја не мислам на мене. Мислам на тие на кои што помагам. Среќата доаѓа од таму. Така, затоа што ја знам дека помагам. Ако јас се повлечам да помогнам, ако јас не сакам да помогнам, ако јас се разочарам од мојата помош, фактички сум стопиран. Јас сум стопиран ако не можам да помогнам. Јас сум стопиран ако мислам дека не помагам.
И затоа е многу важно да имате луѓе околу вас кои што ви кажуваат дека многу помагаш. Затоа што секој од нас помага. И колку повеќе му кажувате на еден човек дека помага, толку повеќе ќе сака да помогне, и тој човек има толку повеќе сигурност, самодоверба, храброст, ќе биде волен да превземе. Он не ни гледа дека превзема ризици кога помага. Гледате, не сте ранливи кога помагате. А кога имаш помош, имаш храброст, немаш страв. Така, превземаш ризик, а не ни мислиш дека е ризик. Ранлив си, а уствари не си ранлив, затоа што одиш да помогнеш и го живееш животот кога помагаш. Гледате, помошта ќе ни помогне да ја вратиме контролата и доминацијата врз животот. Проблемот се некои нешта и отпори кои што не ти дозволуваат да помогнеш. А разочарувањето не е од ништо друго, него не си успеал да помогнеш. Било која функција на работното место има за цел да помогне. Било кој работник помага и наместо од предпоставениот да е пофален колку помага, овој ќе му најде мана дека не направил нешто како што треба. Како може да му се врати мотивацијата на тој човек? Никако. Ако имате у фабриката, у фирмата предпоставен кој што не ги пофалува луѓето и не им кажува колку помагаат, нема да има мотивирани луѓе. Зошто? Затоа што правиме кога цело време им укажуваме на луѓето на грешки и им ја намалуваме желбата да помогнат? Колку повеќе им даваме потврда, колку повеќе ги пофалуваме, фактички индиректно им кажуваме ми помогна. И тој човек има уште поголема сигурност и самодоверба. Уште поголема сигурност и самодоверба. Зошто? Затоа што сака да помогне. Затоа што во тоа нешто кое што се нарекува помош, и имате целата храброст, целата волност да преземете ризици, целата волност да најдете решенија, целата волност да знаете, целата волност да контролирате, е сведена идам да помогнам. И она што е најинтересно, кога ќе одлучите и трнете да помогнете, ако сте виделе, го немате реактивниот ум со вас. Немате. Гледате, реактивниот ум у суштина не сака да ни каже, жаре беше, сакаше да помогнеш, не помогна. Сакаше да помогнеш, не помогна. И кога ќе предпоставам дека има некој човек на кој што не можам да му помогнам, дечки, у суштина не се нафаќам да работам со него. Зошто? Поради тоа што знам што ќе се случи со мене. Мојот импулс да помогнам ќе се намали. И во тој момент станувам помалку насмеан, помалку среќен, помалку позитивна енергија имам. И на помалку други луѓе на кои што им треба мојата помош ќе помогнам. Затоа е многу важно да гледате кој човек е спремен да прими помош, кој човек не е спремен да прими помош. И ако човекот не е спремен да прими помош, така, има начин како да дури тоа да го совладате, но не мораме на секој човек да му помогнеме. Затоа што гледате, исто така мора и вие да одлучите дека ќе помогнете на некого и да сакате да помогнете на некого. Волноста да помогнете не може да биде наметната, не може некој да те тера да помагаш, а ти не икеш. Не, он треба да ти ја врати волноста да помагаш. Волноста да помогнам е тоа кое што треба да ми се врати. Не може никој да ме натера да помагам со сила. Затоа што тогаш не е помош. Ако не потекне одлуката од тебе ти да помогнеш, нема да успееш да помогнеш. Затоа што таа волност да помогнеш можеш да имаш ти. Ќе повторам цитатов од Хабард. Вика, еден човек е жив доколку може да помогне и доколку може на самиот него да му биде помогнато. Ако може да го направи ова, тој е жив. Ако може да помогне и да му биде помогнато. А тој е мртов кога веќе не може на ништо да помогне и ништо не може нему да му помогне. Дечки, што се случува со скалата на емоции? Истото. Гледат скалата на емоции. Овие луѓе знаат дека помагаат. Овдека надоле, овие луѓе тешко помагаат. Сте виделе? Тага, жртва, безнадежност, апатија. Безнадежност и апатија. Тој не сака да помага. Зашо? Затоа што нема надежда дека ќе помогне. Може толку бил стопирано до колината, толку бил стопирано таткото, мајката, сопругот, да им кажат со други зборови, слушај, ти не помагаш, тебе не те бива. Што е критиката?
не те бива, за никаде си, неспособен си, ваков си, онаков си. Што му кажеш на човекот индиректно? Слушай, тебе не те бива, за ништо ти немаш да помогнеш. И човеков шо вика? Зошто ја уопште постојам ако не можеш да помогнам? Гледате, човекот е жив колку што помага. И тоа е идејата на скалава на емоции. Гледате, скалата на емоции само ви кажува, вау, денеска помогнав на, може би на 7 луѓе моментално, денеска, толку клиенти има, имам уште еден, море имав 8, имам уште еден после овој лайв. Така, и она што се случува, секоја моја помош, јас сум пожив и пожив и пожив. И некојаш луѓето ќе ме прашат, Жаре, како толку долго работиш? Затоа што помагам. И затоа што знам дека сум им помогнал на луѓето. Како? Ги гледам нив понасмеани. И кога ќе му помогнам на некој човек, и кога го видам дека е насмеан, и дека е среќен, и дека се тргнал од неговите реактивни негативни мисли, и се смее и пее по дома, јас се чувствувам среќен. Зошто? Зашто знам дека сум помогнал. Така, на некој човек кој што едноставно претходно му било страв да направи ово и ово, кога ќе му помогнеш, и он е посреќен, ти си уште посреќен од него. Зашто? И зашто се чувствувам добро поради тоа што сум помогнал. Нема ништо поубаво на оваа планета од волноста човек да помага. Сите работи, ако ги видите поврзани со умот, со психата, можеме да ги сведеме исто така и на ова кој што го прочитав од Хабард. За желбата да се помага. Поради тоа што тоа е стварно нешто кое што е многу интересно. Многу интересно е да сватите дека суштина чека малку. Јас знам дека помагам. Знам дека имам желба да помогнам. И знаете, кога идете со чиста желба да помогнете, нема ништо да ве закочи. Затоа што вашата желба да помогнете на некого искрено е толку вродена во вас, толку сте тоа вие, да ни една препрека која што се појавува пред тебе не може да постои. Знаете зошто? Затоа што ти не дозволуваш таа да постои. Затоа што да помагам е мојата должност, да помагате вашата должност, затоа сме тука. И кога тоа ќе си го вратиме повторно, ни една препрека нема храброст да се испречи пред нас. И затоа патот се отвара кај луѓето кога тргаат со намера дека ќе помогнат. Ако имате препреки во животот, вратете ја идејата, ја помагам на тоа. Ја треба да продолжам да го правам тоа затоа што помагам. И кога ќе се ја вратите идеја дека уствари помагате и дека со сето тоа што сакате да го направите ќе помогнете на многу луѓе, ќе видите колку вашата самодоверба ќе се крене, желбата да продолжите на таа патека ќе се крене и предпоставам дека многу од препреките ќе се тргнат сами или во најмала рака ќе најдете решение поради тоа што знаете дека тоа што го правите е добро и треба да надминете таа препрека за да помогнете остварувајќи таа вашата цел. И со таа состојба на умот, со сето тоа, целиот живот ви се отвара пред вас. Проблемот е што бивајќи у брак или у бракови, мислиме дека не сме можеле да помогнеме. Може би дечково се оженило со некоја девојка, сакал да ја помогне, не успел да ја помогне, се развеле. Катастрофа е! Така, зошто? Не успел да помогне. Може би женава се омажила со некого, не успела да помогне у бракот, не успела. Катастрофа се чувствува. Така. Не успела со детето да се разбере, не успела на детето да му помогне, сакала да ја даде сугестија на ќерката, не успела затоа што не се чувствува, не успела да помогне. Дечки, само треба да вратим идејата дека сме тука за да помогнеме. Ако некој човек не мисли дека сме му помогнале, негова работа е. Оставете го, он нека го мисли тоа. Он ќе има проблем. За да ги подобриме односите со некои луѓе, запрашајте се, како он ми помогнал? Како тој човек со кој што ја сега сум у лоши односи, како он мене ми помогнал? На кој начин ми помогнал? Ќе видите дека ќе го засакате повеќе. Запрашајте се како ја на тој човек му помагам. И ќе видите дека ќе го засакате повеќе. Запрашајте се, таа организација со која што ја имам проблем, како она мене ми помогнала? Ќе ја засакате повеќе. Како вие сте помогнале на таа организација, ќе ја засакате повеќе. Помошта е клjuč за да се подобрат односите, за да се врати самодовербата, за да се зголеми сигурноста, за да се врати храброста. Имате голема храброст кога знаете дека помагате на некого. Немате реактивен ум кога знаете дека помагате на некого и идете да помогнете. Или барем го контролирате.
Вашиот ум работи перфектно кога знаете дека идете да помогнете на некој затоа што ќе најде решение, затоа што знаете дека е благородна работа. И затоа што знаете дека е добро. И затоа што знаете дека е ваша задача. Гледате, помошта го освојува универзумот. И мислам дека сите гениалци и успешни луѓе, дали е Тесла, дали е, ајде да не ги набројувам така, други, дали е Хабард со својата филозофија или други филозофи со нивната прекрасна филозофија, така, дали се религиозните организации, дали се добротворните организации, дали се хуманитарните организации, дали се така, едноставно било кој што помага, тргнал со желба да помогне и успехот доаѓа кога ќе тргнеме со желба да му помогнеме на некого. Затоа што тогаш ја имаме ние нашата јачина. Гледате, и нашата јачина е кај нас само кога ќе тргнеме од идејата дека помагаме со нашите акции. Гледате го Илон Маск, гледате го Джеф Безос, гледате ги, не знам, сите големи лидери. Мислите дека тргнале од идеја да заработат пари? Мислам дека не. Мислам дека тргнале идеја да бидат од помош за општеството, да бидат од помош за групата, да бидат од помош за фамилијата. Кој е лидерот во една група? Тој кој што најмногу сака да помага. Е сега, тој човек што има исконска желба да помага, ако му ги исто така и пренесете и карактеристиките на лидерот, имате неверојатно моќен човек. Без разлика што и човекот кој што само сака да помага, можеби ќе рече ја не сум лидер, он е лидер. Знаете каде е лидер? Во таа сфера во која што помага. Сферата во која што помагате, вие сте лидерот. Очите на луѓето се свртени кон вас. Восхитот е кон вас. Убавата комуникација ќе дојде до вас. Поради тоа што помошта е пред се. И човекот кој ќе почне да помага и трга со идеја да помогне, не може а да не биде среќен. Не може а да не биде компетентен. Не може а да нема храброст. Не може а да нема верба во себе. Знаете, кога сакам да имам верба во себе, викам, окей, на кого да помогнам? На кого да помогнам? Кој е човекот на кој што треба да помогнам? И одеднаш имам верба во себе. И на колку повеќе луѓе успевам да помогнам, толку поголема верба во себе имам. Толку повеќе решенија наоѓам, толку помалку реактивни мисли имам, толку повеќе сум среќен. И толку повеќе се чувствам успешен, поради тоа што најубавото мерило да го мерите успехот во вашиот живот на колку луѓе сте помогнале. Не заборавете дека има такви на кои што им е тешко да примат помош. Не заборавете дека имате луѓе кои што не се отворени да им помогнете. И не заборавите дека ако не знаете точно како да им придете и да им помогнете, тоа се моментите кога може да бидете разочарани. Но ваша одговорност е да сватите дека ако не сте помогнале на тој еден човек, вие сте помогнале на стотици и илјадници други луѓе. И осврнете се таму. Ние сме интересни битија. На еден човек нема да му помогнеме и ќе се фиксираме за него. А ги забораваме еден куп други луѓе на кои што сме помогнале. Помошта е магична работа. Поради тоа што помошта ти ја враќа контролата врз тебе, ти ја враќа контролата врз околината, ти ја враќа контролата врз животот, ти ја враќа среќата, те позиционира високо на скалата на емоција, ти ја враќа храброста, ти ја враќа комуникацијата, те прави волен да ризикуваш во животот затоа што едноставно животот е игра и мора да како дел од таа игра и дел од животот има ризик. Така. Но сето тоа е споено во тој момент на помош. Поради тоа што помошта и желбата за помагање в суштина е една сеопфатна работа или појава, или тоа сме ние, кој што го отвара целиот живот пред нас. И за крај ќе завршам со уште еден цитат од Хабард, кој што има многу напишано на оваа тема за тоа. И го цитирам него постојано. И овој цитат ми е многу убав. Он бил голем борец за човековите права. Така, голем борец за човековите права. Ама вика едно нешто интересно е, како идеја негова размислување. Вика, најголемото право кое постои, најголемото право, значи има многу права,
Ама кој е најголемото право? Така? Кој е најголемото право? Сега, има многу права, ама кој е најголемото право? Вика, најголемото право кое постои не е правото на глас. Така, тоа го имаме како право, ама не е најголемото право. Не е правото на слобода, на говор, или печат, или религија, или било што друго. Најголемото право кое постои меѓу човековите права е правото да се помага. Дечки, правото да се помага е најголемото право меѓу сите човекови права. И не го заборавите тоа. Имате право да помогнете, вратете ја желбата да помогнете. Помогнете на луѓето околу вас. И на тој начин ќе видите колку ќе го доминирате животот, ќе бидете среќни, ќе се чувствувате компетентни, ќе се чувствувате храбри, ќе се чувствувате задоволни. И мислам дека целата поента на животот и постоењето сепак се сведува на тоа. Ви благодарам многу што ми дозволувате да ви помогнам. Мојата желба да ви помогнам е огромна, поради вашите коментари и пораки што ми ги праќате. Ви благодарам што ми укажувате можност и доверба да ви помогнам и едноставно ви ветувам дека ќе продолжам секогаш и на секој начин да ви помогнам. Затоа што и вие мене ми помагате и на тој начин ме правите среќен. Ве сакам, ве обожавам. Можеби тоа е на тајната на нашата прекрасна врска помеѓу мене и вас како моја публика, како мои пријатели, дека едноставно си дозволуваме еден на друг да си помогнеме. Ви благодарам, ви посакувам прекрасна вечер. Чао. Се гледаме за 2 дена. Поздрав.